Одбележувањето на Денот на армијата нас, припадниците, не прави почестени и особено горди. Самостојна, суверена и независна Република Северна Македонија има 27 години сопствена армија, чии корени се длабоко втемелени во вековитата борба за слобода на македонските војни во станици и борби. Овој ден, кај секој искрен и честен граѓанин на оваа земја, ги буди емоциите и не тера да се навратиме назад во времето на пркосот и непокорот во времето на формирање на македонската државност. Процесот на создавање на македонска армија е нераскиливо поврзана со стремежите и делата на нашите претходници и великани од пред и линденскиот период, кои храбро и пожртвувано го кренаа факелот на слободата на борците од Народно-ослободителната борба на Македонија, кои со одлуките на Аснов ги удрија темелите на современата македонска држава. Зародиш на формирањето на армијата беше баталјонот Мирче Ацев, формиран од одредот Дамјан Груев на 18 август 1943 година на падините на Славе планина, ден кога е создадена првата организирана формација на македонската војска и кој денес го празнуваме како Ден на армијата. Денес, на Денот на армијата, кога одбележуваме 27 години од нејзиното формирање, да се потсетиме на неважните моменти кои го одбележа нејзиниот развој. Почетокот на формирањето на армијата воопшто не беше лесен. По самостојувањето на 8 септември 1991 година и публикувањето на тогашната ЈНА, кога конечно се оствари многовековниот сон на македонскиот народ за независна, суверена и самостојна држава, државното раководство и граѓаните по мирен пат започнаа со изградба на државните институции. По донесувањето на Законот за одбрана на 14 февруари 1992 година се дефинираше и системот на одбраната, армијата стадена од главните стожери на македонската државност и гарант на македонската сувереност. Во тешки и непредвидливи безбедносни околности и со лимитирани ресурси се формираше армијата со собствени сили и капацитети и на 27 март 1992 година целосно е презеде контролата на целокупната територија на државата. Со преземањето на најголемиот воен објект, касарна Тилиден во Скопје, се отпочна со формирање на армија од регрутен состав, која во годините што следеа прерасна во целосна професионална армија, обучена според сите современи стандарди. Со пристапувањето на иницијативата Партнерство за мир во ноември 1995 година, армијата активно започна да учествува во активностите и врските на Евроатлантската алијанса. Почнувајќи од 1996 година, кога за прв пат единица на армијата учествуваше на мултинационалните војни маневри Мировен орел 96, надвор од границите на државата, почна да се редат вежбовни активности во организација на армијата и на нашата територија. Почнувајќи со мултинационалната војна вежба Спасито 97, па преку учество на многобројни мултинационални и национални војни вежби, завршувајќи со неголемата национална комбинирана здружена теренска вежба Одлучен удар, кој во периодот од 5 јуни до 9 јули оваа година се одржа на армискиот полигон Криволак, а на кој учествуваа околу 2700 припадници на вооружените сили на 5 земји членки на НАТО, меѓу кои најголем дел од Соединетите американски држави, Црна Гора, Бугарија, Албанија и Литванија и секако армијата на Република Северна Македонија како земја домаќин. Вредно е да се напомене дека на оваа вежба најголем дел учесниците беа токму од нашата единица, првиот механизиран пешајски батальон кој представува јадро за формирање на неголемата декларирана единица на армијата, а тоа е средната пешајска батальонска група која во иднина ќе прерасне во лесна пешајска батальонска група. Оваа единица во изминатите 6 години помина низ 2 успешни циклуси на НАТО оценување и реоценување согласно концептот за оперативни способности, со што се докажа дека нашите единици се способни непречено да се интегрираат во НАТО водени операции, што не прави особено горди. Нашиот успех беше препознан од врховниот командант, председателот на Републиката, кој во 2018 година за постигнатите резултати во процесот на обуката и јакнењето на борбената готовност на единицата и додели орден за воени заслуги. Ни представува огромна чест и задоволство што токму денес наш гостин е командантот на Националната гарда на Вермонт, агентот генерал Грегори Најт, држава со која нашата армија уште во далечната 1994 година склучи партнерство за соработка, преку кое повеќе од 400 наши припадници од армијата учествува на заеднички обуки и активности. Како командант на декларираната средна пешајска батальонска група, се надевам дека оваа соработка со армијата на САД и Националната гарда на Вермонт ќе продолжи и во иднина.
Господине генерал, ви благодарам што ме удостоите со вашето присуство на денешната свечаност. Почитувани, да се биде припадник на армијата представува огромна чест, задоволство, но и обврски. Императивите, обврските и одговорностите кои произлегуваат од војничката професија подеднакво ги делат сите нејзини припадници. Изминатите 27 години се успешна потврда дека со љубов кон татковината, лојалност, одговорност и посветеност кон реформите, цврсто уверени во нашите можности и во нашиот стручно респектабилен човечки потенцијал, изградивме армија достојна за почит и целосно подготвена за полноправно членство во НАТО. Секој од нас, независно од работната позиција која е вршил или ја врши, денес ги споделуваме изминатите 27 години историја на нашата армија. Денес имаме право да сме горди. Поминавме долг пат на искушенија кои оставија траги врз нашите индивидуални животи и врз колективитетот. Генерациите на денешнината кои што храбро целеа кон остварување на стратешките цели, како што интеграција во НАТО, денес имаат несекојдневната можност да живеат во историја и иднина. Нашата генерација достоинствено одговори на својата историска должност. Го остваривме сонот на нашите предци, ја осигуравме државата и обезбедивме иднина на нашите деца. Веќе 27 години извршуваме сложени воени задачи, безпрекорно служиме на нашата татковина, се постројуваме и го поздравуваме нашето знаме, ја афирмираме државата во меѓународни рамки, ги добиваме на високите признани и одликувања. Тука сме секогаш кога е потребно и најтешко. Армијата е столб на одбраната, го одржува мирот на безбедноста на сите граѓани преку асистенција и поддршка на силите на МВР во справување на бегалската криза на јужната и северната граница, го штити населението од елементарни непогоди и неконвенционални закани, зашто како институција ужива на голема доверба и углед меѓу граѓаните. Во меѓународни рамки, со учество на повеќе од 4000 припадници во мировните операции во Ирак, Авганистан, Либан, Босна и Херцеговина, армијата е најдобар амбасадор со висок морал и одговорност во извршување на задачите и докажа дека е респектабилен фактор на кој може да сметат нашите партнери. Денес, трчајќи ги последните кругови од нашето полноправно членство во НАТО, една од двете стратешки цели на државата е скоро на дофат. Армијата беше тивок дипломат кој во позадина ја обезбеди нашата покана за членство во НАТО, која би се формализирала до крајот на годината. Пред нас и понатаму стојат големи предизвици, мисии и задачи. Не треба и нема да дозволиме да го изгубиме оно што макотрпно го стекнавме. Ќе продолжиме кон нови достигнувања преку зголемување на нивото на интероперабилност и интеграција со НАТО партнерите. Ќе се модернизираме и опремуваме следејќи интересите на државата и стандардите на НАТО. Почитувани, како командант на првиот механизиран пешајски батальон и касарната Боро Менков, овде во Куманово, сакам да им одадам јавно признание на сите жени и мажи, војници, подофицери, офицери и цивилни лица, припадници на првиот механизиран пешајски батальон, командите и единиците разместени во касарната за своето несебично и професионално ангажирање во афирмација на армијата и гарнизонот во целост. Дозволете ми, на крајот, на сите припадници да им го честитам денот на армијата, а на унапредените, наградените и пофалените, им честитам и посакувам успех во натамошното извршување на функционалните задачи. Нека ни е честит денот на армијата со желби за добро здравје и успех. Да живее армијата на Република Северна Македонија. Да живее Република Северна Македонија. Да живее! Ви благодарам. На градовите и населените места во зоната на одговорност, почитувани представници на државните институции, на јавниот и бизнес сектор, почитувани представници на медиумите, благодарам што со вашето присуство денеска збогативте нашата свечаност. Особено сум горд и задоволен што денеска со нас и командантот на Националната гарда на Вермонт, аџутант генерал Грегори Најцо, неговата делегација, кој ќе присуствува на денешната свечаност и сега јавно пред сите уште еднаш го поздравувам. Особено голема е честа и задоволството од срце да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на денот на денешната свечаност по повод денот на армијата 18 август. Да се биде припадник на армијата е огромна чест, но и задоволство и истовремено голема обврска. Императивите, обврските и одговорностите кои произлегуваат од војничката професија подеднакво ја делат сите припадници на армијата без разлика на чинот, должноста, националната, верска или полова припадност. Непосредно на 2 дена
пред Денот на армијата, во годината која одбележуваме 27 години од нашето формирање, ама и одбележуваме и 70 години од основањето на НАТО алијансата, ова е уште една прилика да се потсетиме на најважните моменти кои го одбележаа развојот на армијата и во тие рамки и на Здружената оперативна команда. Многу генерации на припадници на армијата вложија огромен и несебичен професионален ангажман во формирањето и развојот на армијата во овие 27 години. Водени од сознанието дека армијата представува еден од главните атрибути на независноста и сувереноста на нашата република, како и вековниот стремеж за остварување на идеалите на илинденците и борците од Народно-ослободителната војна, изминатиот период генерации војници и старешини вложија многу труд армијата да биде доведена до ова состојба во која е денес. Од пристапувањето на Република Северна Македонија во партнерството за мир во 1995 година, тоа беше еден голем импулс за продолжување на реформите, кои што ги избогативме со нашето учество во мировни операции од 2002 година во Авганистан, Ирак, Босна и Херцеговина и Либан. Преку успешното извршување на овие мировни операции, припадниците на армијата покажуваа висок морал, мотивираност и сериозност кон задачите. Почитувани, дозволете ми накусу да се осврнам на дел од успесите во изминатата година кои ги изминавме како Здружена оперативна команда. Успеавме да донесеме нова организацијско-формацијска структура на единиците на Здружената оперативна команда, каде што ЗОК даде исклучителна контрибуција и истата структура е во процес на одобрување страна на Врховниот командант. Во текот на цела година пружавме асистенција на силите на Министерството на внатрешни работи во мигрантската криза на јужната и северна граница. И понатаму успешно продолжуваме со извршување на мировните операции во Авганистан, во Либан и во Босна и Херцеговина. Презедовме силни мерки за подобрување на легислативата со која ќе ја подобриме животниот стандард, работата и извршувањето на задачите на нашите припадници. Како домаќини успешно ја изведовме најголемата национална вежба Одлучен удар 19 и со тоа покажавме дека сме потполно интероперативни со земјите членки на НАТО. Секако и понатаму продолжуваме да пружаме помош кон локалната самоуправа, онаму каде што е потребно. Овие успеси се успеси на сите луѓе кои што се сега присутни во стројот и тие кои што се отсутни, но и тие кои што се надвор од нашата држава. Почитувани, пред нас и понатаму стојат големи предизвици, мисии и задачи. Секако, најголем предизвик ќе представува нашето целосно заокружување на членството во НАТО алијансата и успешно реализирање на процесот на пристапување и интеграција. Периодот што следи ќе означува понатамошен развој и модернизација на армијата со нова опрема и подобрување на инфраструктурата во која живееме и работиме. Сигурен сум дека можеме ова да го направиме. Причината за оптимизам ја наоѓам во охрабрувачките и постигнати резултати од претходниот период. Продолжуваме со исто темпо и ентузијазам, целосно посветени на исполнување на нашите обврски. Јас сум секако уверен дека нашите напори се препознаени и ценети од нашите сојузници. Дозволете ми на крај на сите вам, како припадници на армијата, да ви го честитам денот на армијата и да ви посакам добро здравје и успех. А на унапредените и наградените припадници на армијата им честитам и им пожелувам успех и во понатамошниот период. Да живее армијата на Република Северна Македонија. Да живее Република Северна Македонија. Благодарам.